Регионалното енергетско поврзување е еднината, бидејќи сами како инвеститори нема да бидеме препознаени. Ке настане трансформација на општествата, од која сите и Македонија ќе имаат голем бенефит, изјави премиерот Христијан Мицкоски, потенцирајќи го значењето на енергијата сега и во иднина. Сумата која што ја имаме на располагање во следниве 10 години е огромна, иако целиме на 0,01% од таа сума, тоа се отприлика 4 трилиони американски долари. Тоа е отприлика 4000 милиарди во следниве 10 години, кои што регионот, ако се обедини, може да понуди проекти за да бидат реализирани, ако добро се организираме, се разбира. Тоа е некаде отприлика по 400 милиарди годишно. Замислете каква трансформација на општествата ќе настане, ако имаме во предвид дека сите 6 земји од Западен Балкан, кои што се во групата, вкупниот номинален бруто домашен производ им е околу 250 милиарди долари. Мицкоски порачува. Мислам дека треба да сме умни како регион, да се поврзаме и да покажеме и докажеме дека можеме да соработуваме и дека знаеме да соработуваме и да понудиме заеднички проекти. Ние се подготвуваме многу озбилно. Дел од тие подготовки се и дел од овие тековни проекти кои што веќе се реализираат. Само за напомена, иако дел од опозицијата сакаше проектот на Алказар, ветерниот парк во делот на општините Штип, Радовиш и Карбенци да не успее, инвестиција вредна од половина милиарда евра, сепак долари, се извинувам, половина милиарда долари, сепак инвеститорот веќе доби градежни дозволи и очекуваме истиот да почне со теренските работи некаде во месец април после Великден. За оваа идеја согласност од некои балкански лидери веќе има, но Мицкоски верува во неа, а детално ќе објасни на самитот во Подгорица, бидејќи заинтересирани светски познати инвеститори имало.